Добро, сега се префрливме во регионските панел дискусии, сега сме точно пред источен регион. Верниот исток, како што го нарекува, повторно голем број на градоначалници од ВМРО ДПМН во истокот и нормално многу проекти реализирани за само една година. Мене особено ми е драго што ја гледам тука, иако знам дека прилично имате многу што да зборувате, јас би замолил само да бидеме концизни со оглед на тоа што сте преголем број на градоначалници на оваа панел дискусија. Најнапред, еве ќе започна можеби од највозрастниот, кој што прикажува сериозни резултати во Кочани, господин Љупчо Папазов. Имено пред да започнеме со вас, само да најавам кои се присутни: Борчо Коцев Зрновци, Борче Спасовски Ранковце, Миле Петков Виница, Далибор Ангелов Чешино Облешево, како што реков Љупчо Папазов Кочан, Иван Јорданов Штип, Виктор Пунов Карвенци, Димчо Атанасовски Македонска Каменица и Александар Китански Пехчево. Господине Папазов, многу накратко, во каква состојба затекнавте општината? Знаеме дека имаше многу проблеми, прилично сериозни напори вложивте за да се санира сето тоа. Се гледавме и на оние неформални организации од страна иницијативи од страна на граѓаните, каде што самите се справувавме со пожарите кога власта беше глува и нема власта мислејќи на СДСМ, така да многу кратко во каква состојба ја начекавте општината кога станавте градоначалник. Благодарам за честа да зборувам прв. Во суштина сум најстариот градоначалник од новиот состав на градоначалници, особено од тие избрани од ВМРО ДПМН. За состојбата затекната во општина Кочани, заради тоа што во еден сплет на околности не можев со физичко присуство да ја извршувам својата функција, бев одсутен 20 на дена. Професионалците, луѓето, раководителите на секторот во општина Кочани посветено, ангажирано и многу совесно ги извршуваа своите обврски и во периодот кога бев одсутен со делегирани надлежности од моја страна. Затоа во оваа прилика ја користам можноста да им се заблагодарам и да им честитам за посветеноста. Кога влегов во општината и ветив дека заедно ќе ја водиме општина Кочани. И во суштина во овие 365 дена го правиме тоа. За предизвиците со кои се затековме кога ја презедовме власта и да ја извршуваме обврската, да ја водиме и менаџираме општина Кочани, беа затечени 10 судски предмети во кои општина Кочани беше улога на тужител. 12 судски предмети во улога на тужена. Од еден од тие 12 имаше сериозни финансиски импликации по буџетот на општина Кочани во износ за основен долг од околу 4 милиони денари и пресметани камати и адвокатски трошоци од околу 1 милион денари. Оваа постапка, овој процес го водиме и од страна на противникот во оваа тужба со разбирање ги подмируваме долгот на рати. Во делот на затечената состојба сакам да потенцирам дека Советот на општина Кочани беше првиот кој реагираше на состојбите во делот на енергетската криза и на својата втора седница донесе заклучок да побараме помош од државата во делот на подмирувањето на трошоците за електрична енергија, заради тоа што имавме најава за раскинување на актуелните договори со економските оператори. Одговорот од другата страна беше дека две министерства не се надлежни, а третото не советуваше да спроведеме постапка за јавна набавка. Значи, во процес во кој е прекината постоечката јавна набавка, односно постоечкиот договор на штета на економскиот оператор со наплата на пеналите, не советува да влеземе во јавна набавка и се враќаме на снабдување со електрична енергија во крајен случај со многу високи сметки само за првите 2 месеци. Заради тоа бевме принудени да правиме 2 пати ребаланс на буџетот, 3 пати да спроведуваме јавна набавка за избор на економски оператор кој ќе не снабдува со електрична енергија, од кои 2 неуспешни. И уште во
контекст на овие случувања доживеавме уште еден поголем шок во делот на високите сметки во комуналното јавно предпријатие, кои само за 3 месеци изнесуваа околу 800.000 евра. И тука морам да ги пофалам менеджментот на комуналното јавно предпријатие кој постигна договор на разбирање од економскиот оператор да може да го плаќа долгот на рати, кој ќе предизвика сериозни последици долгорочни по работењето, затоа што сметките во тој период беа околу 300.000 евра, а комуналното предпријатие фактурира околу 200.000 евра. Ова се едни од работите кои го детерминира нашето работење во ова измината година. Папазов, сериозни предизвици вака за општина како Кочани. Ќе говориме подоцна што сте успеале да реализирате од вашата програма. Иван Јорданов, можеби па еден од помладите градоначалници заедно со Виктор во овој регион. Прилично драматична беше таму ситуацијата изминатите 4 години додека беше СДСМ на власт. Најпрво еден градоначалник кој што не направи ништо, само работеше и даваше тендери на фирмите од неговото потесно семејство, потоа друг градоначалник кој што парадираше и шеташе, буквално ништо не реализираше, за сега да треба да буквално почнеш процеси кои што доцнат можеби повеќе од 4 години. Каква состојба е затекна општината? Многу кратко, а потоа сакам малку подетално да разговараме во следниот дел во однос на проектите кои што се реализирани. Благодарам, добар ден и од мене. Еве, сосема накратко ќе дадам еден осврт на тоа како започнавме почетните денови и месеци од нашиот мандат. Карактеристично, како и во многу други општини, е тоа дека имавме јавен долг пред се на јавните комунални предпријатија кои што изнесуваше колку што е основниот буџет на општина Штип. Нешто кое што со години не се сервисирало и кое што отпочнавме како нова одговорна локална власт на месечно ниво да го сервисираме и да го враќаме тој јавен долг, и можам да кажам дека за оваа година дена успеавме да вратиме 1 милион евра кон Министерство за финансии како прва локална власт која што направила исчекор во намалувањето на долгот кој што бил генериран во годините наназад. Она кое што е специфично за Штип, а го наследивме, е застарени, ненаплатени побарувања, а тоа е карактеристично за неодговорна локална власт, затоа што не успеале да ги наплатат и основните приходи кои што ги следуваат, и следствено на тоа затоа немало резултати. Она кое што е карактеристично друго за нивното практично неработење е тоа што од година на година го намалувале обемот и облогот на основниот буџет, затоа што нереализираните приходи и нереализираните расходи од година во година предизвикале да општина Штип, и покрај тоа што има зголемен број на објекти, на изградба на нови стамбени единици, сепак го намалува својот приход кој што треба да го наплаќа. Одлучивме со една посветена работа благодарение на целиот тим кој што изминатата година заедно со мене работеше, пред се овде мислам на вработените во општина Штип, на советот на општина Штип, да направиме еден позитивен исчекор, и верувајте дека успеавме да го зголемиме основниот буџет за годините кои што следуваат. Очекувам и да го дуплираме, затоа што ги зголемивме и приходите, нормално ги зголемивме и расходите, но пред се во капитални инвестиции. Јас не би сакал да должам повеќе за тоа што било во минатото, ќе остава малку повеќе време за тоа што планираме и што ќе работиме во иднина. Апсолутно. Миле Петков, Виница, помала општина, источниот регион, но прилично и таму предизвици. Знаеме дека, односно не знаеме дека нешто се реализирало, знаеме дека ништо не се реализирало изминатите 4 години. Во каква состојба вие затекнавте општината? Добар ден и поздрав до сите присутни. Кога стапив на функцијата градоначалник на општина Виница, ја затекнав општината со вкупен долг од околу 55 милиони денари и буквално празна каса. Во овој период од една година, поради економската и енергетската криза, бевме постојано под притисок од доверителите за наплата на своите побарувања. И покрај сите тешкоти кои што ги имавме, сепак успеавме за една година да го намалиме долгот на општината за 8 милиони денари
и покрај тоа да реализираме голем број на проекти од програмата со која што настапивме на локалните избори и ја добивме поддршката од граѓаните. Покрај тоа наследивме и презадолжено јавно комунално претпријатие во износ од 23 милиони денари и во многу тешка состојба. Голем хендикеп во првата година од нашиот мандат беше фактот што немавме оставено проекти со кои што би можеле веднаш да пристапиме кон нивна реализација. И затоа во овој период искористивме максимално да се посветиме кон изработка на проекти со кои што некои веќе се реализирани, некои се во фаза на реализација, додека останатите ќе бидат реализирани во наредниот период. Добро, Борчо Коцев, тебе ќе те скокнам, бидејќи таму има континуитет на раководење од страна на ВМРО ДПМН од едноставна причина што ги знаме заложбите и проектите што претходно се реализираа патем Зрновци беше една од малкуте општини со која што раководеше градоначалник на ВМРО ДПМН изминатите 4 години пред да стапиш ти на функција. Таму знам дека иако покрај многу обструкции од страна на централна власт, вие успевавте да најдете начин заедно со градоначалникот да реализирате проекти, така да ќе говориме подоцна само за проектите кои што си ги реализирал изминатиот период. Далибор Чешиново Блешево, тоа е една од општините каде што е прилично земјоделски регион, таму имаше многу проблеми од страна на централната власт која што ги наметнуваше на граѓаните во однос на сите оние потреби на земјоделците кои што не им ги овозможува да им ги реализираат, односно не им ги решава проблемите кои што ги има во оваа криза. Во каква состојба ти ја затекна општината? Добар ден и од мене. Уште од првиот ден се фативме во тесни со решавањето на натрупаните проблеми кои ги наследивме од претходната власт. Наследив блокирана буџетска сметка со 36 милиона денари и 4,5 милиона денари по однос на камати. Значи, ние веднаш побаравме да се направи ревизија на работењето на претходната власт, меѓутоа без некоја издржано оправдување бевме одвиени од страна на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа ние не се откажавме тука, со помош на внатрешни и надворешни соработници, ние веќе детектиравме предмети кај што имаше сериозни индиции дека има направено отстапки. Веќе имаме правно процесно процесуирани предмети, меѓутоа за жал до ден денес немаме никаква развршница. Јас се надевам дека во наредниот период дека ќе можеме да дојдеме до некое решение или до некој одговор, за да можеме да најдеме. Да те прекинам, извини, кривично дело не застарува, така да. Да. Верувам дека правдината ќе. Точно, да, апсолутно секој треба да се оповика на економска одговорност. Барем јас ценам дека и после нас, дека и ние треба да ги оставиме општините во една пристојна состојба, за да можеме да бидеме вистинска слика на граѓаните како треба да се работи. Што се однесува до работењето, јас во корист на времето и од почет спрема колегите, ќе се вклучам после дополнително во дискусијата доколку има. Благодарам. Виктор, еден можеби најмлад во цел источен регион, ако не и најмлад во цела држава, градоначалник, мала општина Карвинци, меѓутоа со многу да речам модерни проекти кои што се реализира. Накратко само во каква состојба ја начека општината, подоцна ќе дискутираме и за сите оние твои борби со централната власт кои што ги имаше изминативе година дена во однос на инфраструктурни проекти за да им се овозможи нормален тек на живот на граѓаните. Добар ден и од мене. Прекрасен настан вчера и денес, секоја чест. Она што општина Карвинци го наследивме пред година дена, навистина ја опишува онаа слика која што 4 години претходно не се работело во самата општина. Имено наследивме сериозни обврски во општината, но пред се и во јавното комунално претпријатие Плачковица, каде што наследивме еден сериозен долг од над 20 милиони денари, а ни беше сериозна обврска да го стабилизираме, односно да го тоа јавно претпријатие ставиме во функција за да не трпат на крајот граѓаните и жителите на општина Карвинци. Имено за една година до денес успеавме да вратиме некаде над 2 милиони денари од тој голем долг, при тоа да не
да не ни трпат, односно услугите кои што ги нуди тоа јавно предпријатие, да не дојдат до знак прашање дали ќе продолжат да се извршуваат. Во еден период на една енергетска криза, во еден период на една сериозна инфлација, имавме сериозни предизвици. Општина Карвинци беше препознатлива во минатото, во последните 4 години, по фактури кои што ги имавме за репрезентации, фактури кои што ги плаќале во минатото за непродуктивни трошоци, за едно недомакинско работење, би рекол, над 4 милиони денари се потрошиле пари за кафеани и за репрезентации. Во оваа година дена, ниту еден денар не сме потрошиле, повеќе вакви нерационални трошоци нема да има во општина Карвинци. Исто така службените патувања, службените возила се ставени во едно минимално, би рекол, во една минимална рамка каде што навистина само заради потребите ќе се користат. И да сумирам, еве накратко, едно недомакинско работење кое што се обидуваме за една година да го поправиме или да прикажеме една подруга слика дека ќе се работи домакински, затоа потоа ќе разговарам и за реализацијата на проектите кои што навистина успеавме и повеќе од она што го предвидовме во програмата да реализираме за една година, и навистина жителите и граѓаните на општина Карвинци тоа го препознаваат и сметам дека ќе продолжиме во една иста таква динамика и понатаму до крајот на мандатот. Нормално. Атанасовски, Македонска каменица, прилично, да речам, стабилна општина финансиски, но за жал мрзеливоста на предходниот прв човек на општината и предходната власт придонела до тоа да не се реализира ниту еден проект. Верувам дека вие не сте имале проблеми со долгови, со наталожени побарувања, но сепак не се реализирало ништо. Каква беше состојбата кога дојдовте како градоначалник, верувам, од аспект на нереализираност на програми и проекти? Добар ден и од мене. Јас најпрво би сакал да ги поздравам сите присутни во салата и да ви се заблагодарам за овој навистина прекрасен настан за овие 2 дена. За минатото работење на мојот претходник не би зборувал, бидејќи доказ е за тоа што сум јас сега тука. А значи, ако било добро, немаше да бидам јас тука да зборувам на таа тема. Јас повеќе би сакал да обратам внимание на проектите што ги имаме реализирано, кои што се реализираат во текот на оваа година. Би сакал најпрвен да се заблагодарам на мојот тим кој што работи заедно со мене, на советот и советниците кои моментално денес се тука со мене, на општинската администрација. Така, доколку имате некои прашања во врска со проектите, ќе се надополниме на таа тема. Веднаш после господин Китански. Благодарам. Китански, Пекчево е можеби најмалата општина во тој регион, ако не и една од помалите, но практично имаше таму градоначалник од СДСМ изминатите 4 години пред да дојдете вие, но како да немаше. Се сеќам на оние моменти кога заедно одевме да гаснеме пожари, кога власта тогашно од СДСМ беше на плажа. Практично уште тогаш се навестуваше и се знаеше дека на граѓаните им е потребно промена и се знаеше дека токму вие ќе бидете носител на тие промени во Пекчево. Каква состојба на чекавте општината? Прво да се заблагодарам на сите присутни тука за нивното присуство, благодарност до целиот тим за организацијата на овој настан и секако благодарност до медиумите кои несебично овие 2 дена пренесуваат секоја информација од сите градоначалници од ВМРО ДПМН за да допрат до целата македонска јавност и да се запознаат со работата на сите градоначалници. Како градоначалник кога стапив на функција, општината ја затекнав како затворена, блокирана сметка и големи долгови. После една година се тоа е сменето. Општината е во функција на граѓаните, не благодарение само на мене, голема благодарност и до сите вработени во општина Пекчево. Работиме тимски и заедно за општината да биде отворена за сите луѓе во општината и така и функционираме. Значи ги решаваме проблемите на луѓето и општината е отворена за секој што има проблем што можеме да го решиме. Добро, ќе продолжиме подоцна за она кое што сте го реализирале во овие тешки услови, но и за обструкциите од власта посебно сакам да ми кажете. Атанасовски, вие рековте дека ќе зборувате што сте реализирали изминативе 365 дена, така да повелете што имате реализирано. Благодарам. Значи, кога ќе земеме во предбир од областа на инфраструктурата, на патишта, улица и канализации, досега можеме да се пофалиме дека имаме изреализирано некаде околу 8 километри асфалтна површина,
улици во вредност негде околу 36 милиони денари, водоводната канализација во централното подрачје на Македонска Каменица е финиширано, значи ние веќе се посветуваме на руралните средини, посветуваме големо внимание од областа на спортот, каде што ние како општина даваме, тоест ги помагаме клубовите со некаде околу 6 милиони денари, помагаме од областа на културата со некаде околу 5,4 милиони денари, вложуваме во образованието, едни од најголемите, тоа е за нас проекти во оваа година, вклучувајќи ја 23-та година, каде што ќе даваме ваучери за прво оделение за учениците во вредност од 3.000 денари, стипендии за средношколците во вредност од 20.000 денари, еднократни помошти за социјално ранливите категории, зголемување на платите во општинската администрација и во јавното предпријатие и воведување на јубилејни награди во општината. Добро, прилично амбициозно, но тоа е тоа кое што резултира со вашата напорна работа. Сега би се префрлил господин Борче Спасовски. Општина Ранковце имаше таму сериозна борба, не сакаа да ја дадат општината по ниту една цена СДСМ. Иако работеа многу лошо, има сериозни притисоци во текот на кампањата врз вас, врз вашето семејство, но граѓаните одлучија токму вас да ви ја дадат довербата. Состојбата на општината верувам дека е катастрофална, бидејќи тој регион, иако таму можеби доаѓа и оној миленик на Зоран Заев Лјупчо Николовски, но сепак изминативе 5 години, но и повеќе од 5 години откако е СДСМ не е направено буквално ништо. Накратко, во каква состојба начекавте општината и потоа сакам да ми кажете што успеавте вие да реализирате како градоначалник. Благодарам, Димца. Општина Ранковце се наоѓа во североисточен регион и можам да кажам дека најнеразвиениот регион во Република Македонија. Значи, општина Ранковце е мала, зафаќа 240 км квадратни, 18 населени места и околу 4000 жители. Општината ја затегнав со околу 3 милиона денари долг кога ја презедов функцијата и кредит што има два пати во годината на 6 месеци по една рата од 825.000 денари. Како дојдов, значи ги плативме двете рати по 825.000 денари и за дел од водовод, од канализација во село Љубинци плативме околу 900.000 денари. Добро, значи прилично наталожени долгови кои што ги оставиле. Тековни долгови, значи тековни долгови. За овие 365 дена успеавме да го сервисираме со домаќинско работење и сведување на непродуктивните расходи на минимум и зголемување на приходите од сопствени извори. Значи, сакам да потенцирам дека во моментот се врши теренско прибирање на податоци за ревизија на пазарната вредност на недвижниот имот, со што очекуваме во наредната 23-та година да го зголемиме облокот на данок на имот за 50%, а со зголемување на приходите ќе го забрзаме и локалниот економски развој на општината. Кога ја презедов функцијата, општината беше затворена за граѓаните, но и за општинската администрација и општинските служби. Денес општината е сервис на граѓаните. Општинските врати се отворени за сите конструктивни предлози, идеи, сугестии и барања. Во секојдневен контакт сум со жителите на општината. И сега мора да потенцирам, за прв пат во општината ќе организираме буџетски форум со единствена цел буџетот на општина Ранковце за 23-та година да биде по мерки и по служба на граѓаните. Благодарам. Добро, тоа е прилично вака добар проект. Ќе се навратиме подоцна во однос на помошта, дали имате помош од централната власт, тоа подоцна ќе разговараме. Борчо, како што реков, Зрновце, општина Зрновци има континуитет во работењето, иако имаше обструкции, сега веќе
Можам да продолжуваат. кажам слободно дека општина Зрновци е од 2000 година до ден денес граѓаните на општина Зрновци во континуитет ја дават поддршката на нашата државотворна партија ВМРО ДПМН. Пред мене двајца градоначалници од ВМРО со 2 и со 3 мандата. По преземањето на функцијата градоначалник на Зрновци, пред преземањето, заедно со граѓаните изготвивме една обемна програма со околу предвидени 100 проекти и решенија. Веднаш на почетокот започнавме со изготвување на проектни документации. Самата програма се базираше на 3 столба: урбанизација и економско јакнење на општината и здрава и животна средина. За 365 дена во делот на патната инфраструктура успеавме да асфалтираме до сега 5 улици и 3 улици што се во фаза на асфалтирање овој период што следи, во висина над 6 милиони денари. Во комуналната инфраструктура, односно водовод и канализација, околу 5,5 милиона денари, со што на еден начин во ова вложување решаваме повеќе децениски проблеми, односно постојано водоснабдување во село Мородвис. Напролет започнуваме со изградба на брана Зафат во село Видовиште и во село Мородвис со дополнителни резервари за водоснабдување. Изготвени се проектни документации во делот на изградба на спортски терени, проект што над околу 6,5 милиони денари ќе кошта. Бетонирани се и уредени тротоари на најфреквентните и улици, со што е зголемена безбедноста во самата општина. Изградена автобуска постројка, подолги години барање од страна на граѓаните. Вложуваме во делот на културата, организирање на културни манифестации, завршена реконструкција на дом во село Мородвис во висина од 2 милиона и 200 илјади денари, реновирана сала во општинската зграда. Покрај сите овие предвидени работи и она малото решавање на тековни проблеми, кои што верувам дека сите градоначалници одвојуваат најмалку по 4 часа плюс на дневна основа, оние работи што не се предвидени. И сакам тука да дополнам во континуитет преска на излагањето за меѓуграничните соработки, измената на начинот на функционирање. Јас овде можам да кажам дека, познавајќи ги сите градоначалници, дека оваа група на политичари се заслужни што го струшија митот дека функционерите се локални мокници или шерифи. Секојдневно со граѓаните и решавање на проблемите на граѓаните. Осветено и одговорно. Благодарам. Борчо продолжи така, само да има резултати, тоа е најважно. Јорданов, пред да дојдеш на власт 4 години, кај двајцата твои претходници, немаше ден да нема нов скандал, нова афера, криминал, индици, а сега година дена буквално не може никаква афера ниту да искреираат, ниту да извадат, бидејќи ја нема, бидејќи се работи одговорно и отчетно, а согласно тоа одговорно работење стигна и резултатите на голем број проекти. Што се успеа да направиш изминатија година дена? Благодарам на прашањето. Во вкупен износ, дефинитивно ова е историска година. Во процентот на реализирани капитални инвестиции во општина Штип, во енергетска криза успеавме парите кои што ги прибираме по основ на даноци да ги вратиме кај граѓаните во форма на капитални инвестиции, во подобрување на инфраструктурата целокупна. По број на проекти реализирани се 125 проекти, ако се одземат месеците кои што практично е забранета градежната сезона, тоа би значило дека секој ден или преку еден ден имаме реализирано или започнато со реализација на некој проект, што сепак генерира развој на општина Штип. Ако се прашувам дали е доволно,
и дали може подобро, секако дека можеме уште подобро, дека не е ово најдоброто од нас, со оглед на тоа што оваа година практично го рефлектираше она кое што го затековме. Јас сум убеден дека со едно подобро планирање и на приходната и на расходната страна годините кои што следуваат ќе бидат попрепознатливи во насока на тоа, а секако и во насока на генерирање на развој на општината и поголема реализација на капитални проекти. Сме во завршна фаза на долго најавуваниот и очекуваниот генерален урбанистички план во општина Штип, кој што практично ќе овозможи развој на општината и зголемување на приходната страна на буџетот, а со што ќе можеме да реализираме проекти со кои што ќе го задржиме приматот дека сме административен, образовен, културен центар во истокот на Македонија. Така да, јас се надевам дека оваа година впечатокот кој што, еве да кажам, е генерален, е дека се направија едни позитивни промени, дека се направија разлики во работењето, но тоа не е доволно. Затоа ќе треба годините кои што ќе следуваат да се направи уште поголем исчекор со уште поголеми капитални проекти во секој сегмент, а сум убеден дека заедно со луѓето што работат со нас ќе успееме во таа цел. Благодарам, Иван Кетански. Како што рековме, голем број на обструкции од страна на централната власт кон општина Пехчево, впрочем кон граѓаните на општина Пехчево, не кон вас, не кон ВМРО ДПМН, туку единствени кои што страдаат се граѓаните. Иако обструкции, сепак успеавте да реализирате проекти со напорна работа, со вашиот тим, со администрацијата. Што направивте за 365 дена? На почетокот на првото прашање ви останав должен да ги одговорам за пожарите и покрај големата криза и заборченоста на општината и блокирана сметка, со труд и напор со општинската администрација успеавме да реализираме неколку проекти кои се од витално значење за нашето население. Значи, 4 години немаше извршено никаква санација на крпење на дупки во градот. Значи, формиравме противпожарно друштво, да се надоврзам на првото прашање, по ланските пожари, што спомнавте. За прв пат ние во Пекчево имаме противпожарно друштво кој најде на разбирање од австријските пожарникари кои ни беа во помош минатата година од Кафенберг и голема благодарност до нив, кои специјално од Австрија доде во Пекчево да ни донесат донација. Реализиравме проекти за расчистување на селските патишта до земјоделските површини. Тоа беше запустено, луѓето не можеше да си дојдат до обработливите површини. Извршивме реконструкција на изградба на неколку улици во општината, субјектот Омплочки, реконструкција на улица Индустријска, значи која е готова, а 5-6 месеци документите се заглавени во Министерството за транспорт и врски. Значи се обидовме неколку пати да стигнеме, да видиме кај е проблемот, тендерот е поминат, надзорот е поминат, а никако да се почне со реализација на улицата. До ден денес се обративме до институциите на Министерството за транспорт и врски и никако да добиеме повратен одговор зошто и се уште не се почнува со изградба на таа улица, а веќе имаме готова и комплетна документација за реконструкција и ревитализација на улица Индустријска, која долго време не е чепнато ништо, дури имавме и надзор и контрола од Светска банка, представници на Светска банка, да ја утврдат ситуацијата во каква ситуација се наоѓаат улиците. Тоа беше најдено одобрение и од нив дека потхитно треба да се изврши реконструкција и ревитализација, ама еве до ден денес немаме никаков позитивен одговор за отпочнување на градежните работи. Добро, благодарам. Александар Папазов, реализирани проекти во Кочани, прилично многу. Вашето искуство допринесува до тоа. Вие и претходно имате партиципирано во дел од локалната власт пред години. Што успеавте вие да направите за изминативе една година? Најнапред сакам да споделам една информација заради интензитетот и начинот на работа кој го наметнавме и го практикуваме. Општина Кочани по
коефициентот на транспарентност е на првото место во источниот регион и на 6-то место во државата, што не става во редот на најтранспарентните и отворени општини и зборува за начинот кој го практикуваме во оваа измината година дена на работа. По делот на реализираните проекти, најнапред, водејќи се од чувството за прифаќање на континуитет и одговорност во реализација на проекти кои ги имаме затечени, пристапивме кон продолжување на реализацијата на реконструкцијата на градскиот парк во вредност од 43 милиони денари, изградба на булеварот Стево Теодосиевски во вредност од 10 милиони и 500 илјади денари, изградба на улици и патишта со потпорни зидови, тротоари и осветлување во вредност од околу 40 на милиони денари. Во делот на комуналната инфраструктура го реконструиравме главниот потисен цевковод во должина од 2200 метри со вредност од околу 44 милиони денари. И во делот на комуналната инфраструктура работиме на изградба на нова препумна станица за точките каде што во периодот кога има интензивна потрошувачка на вода и му овозможуваме континуитет во водоснабдувањето. Во делот на комуналиите морам да го потенцирам и моментот на изградбата на фекална и атмосферска канализација во вредност од околу 77 милиони денари во должина од 5,5 километри, со тоа што го закружуваме процесот на приклучување на сите населени места кон пречистителната станица за пречистување на отпадните води, која е започната некаде, како што спомнавте, во периодот кога имав можност да раководам со комуналното јавно предпријатие, беше пуштена во употреба 2018-19 година и тоа е една успешна приказна во делот на енергетската ефикасност. Таму 70% од енергијата се произведува на самото место преку фотоволтаична централа и преку производство на електрична енергија од метанот како нус производ во третманот на отпадните води. Сакам да ја истакнам заложбата на општина Кочани во делот на субвенционирањето на енергетски ефикасни тела за загревање. Тука пред се мислам на клима инвертер уредите, печките на пелети. Ги субвенциониравме велосипедите како превозни средства кон граѓаните, доделивме во делот на спортот и културата, доделивме согласно програмите за спорт и култура, доделивме средства за одржување на манифестации од локален и од регионален и од државен карактер, како што е драмскиот аматерски фестивал, кој следната година ја бележи јубилејната 60-та година. Деновите на Кочанскиот Орис, да ја промовираме културата, традицијата и трудот на земјоделците од територијата на општина Кочани во делот на практикувањето и стопанисувањето со оваа култура која има многу допринесено во развојот на општина Кочани во изминатите периоди. Уште еден момент сакам да споделам во делот на, заради тоа што општина Кочани беше на удар на пожари во изминатиот период, обезбедивме 2 противпожарни возила за брзи интервенции и за пристап до места кои се тешко достапни. Тоа ни вредноста е околу 5 милиони денари, ни овозможува оперативно, тактичко, територијалната противпожарна единица многу брзо и ефикасно да делува на таквите терени. Во делот на социјалата, преку проектот Нега и помош на стара лица во домот, дадовме значителен придонес во подобрувањето на вработеноста на еден дел од населението со стекнување на сертификати од 14 лица кои ја дават ваквата вид на помош, а од друга страна на социјално загрозените категории им овозможуваме да уживаат нега на самото место каде што живеат. Што ќе работиме, сакам да споделам во интерес на времето понатаму. Конкретно работиме во овој период на донесување на 3 урбанистички планови. Едниот е за централното градско подручје, при што сакаме да го смениме ликот на
изгледот на централното градско подрачје. Вториот урбанистички план е за градска четврт, каде средствата кои во изминатиот период не успеа да бидат искористени за изградба на објекти за социјално ранливите категории, со донесувањето на урбанистичкиот план на градска четврт број 5 ќе успееме во наредниот период да ги изградиме објектите во кои ќе бидат сместени луѓето од социјално ранливите категории. Преку една од работите кои ги ветивме, дигитализацијата на работата на општина Кочани, беше спомната алатката М заедница во претходната панел дискусија. Општина Кочани ја практикува интензивно и овозможуваме интерактивна комуникација со граѓаните и ќе пристапиме преку источно-планскиот регион заедно со сите колеги кон реализација на 6 модули за дигитализација на работата на општинската администрација. И само уште неколку работи сакам да кажам во делот на проектите кои ги подготвуваме. Тоа е проектот за изградба на Јужниот булевар, за изработен таквиот проект. Ќе пристапиме кон обезбедување на потребните средства и да овозможиме брза влезно-излезна сообраќајна врска на градот Кочани со заобиколницата околу градот Кочани. И морам во меѓународната соработка да го потенцирам проектот добиен од Амбасадорскиот фонд за културна презервација на Соединетите Американски држави за реконструкција и реставрација на еден од монументалните споменици на културата, споменикот на слободата, кој се наоѓа на локалитетот Лукубија во општина Кочани во висина од $254,000. Ќе имаме можност во следната година, согласно договорот подпишан со Американската амбасада, да го реализираме и овој проект. Тука би застанал и би оставил простор да за сите овие искажани работи да бидеме на нишанот на граѓаните, критикувани, поддржувани и оценувани за нашата работа. Благодарам, Папазов. Изборите се најдобра оценка на вашата работа, така да доколку добро ја сработите, следните избори повторно ВМРО ДПМН ќе победи во било која општина каде што е сработена. Паунов, што се реализираше изминативе 365 дена во Карвенци, имавте вие таму неколку граѓански иницијативи каде што заедно со граѓаниве буквално се изборивте за чинам беше мост инфраструктурен. Се изборивте против власта која што беше глува и нема на тој проблем, така да што успеавте да направите овие 365 дена? Така е, благодарам на прашањето. Ќе се вратам година наназад, кога го креиравме буџетот, заедно со општинската администрација и нашиот тим. Тука се и советниците нормално на ВМРО ДПМН, каде што и во консултации со граѓаните ги ставивме приоритетите на општина Карбинци во однос на реализацијата на буџетот. Морам да кажам веќе на крајот од оваа година дека над 75% од реализацијата на општинските пари се потрошени во капитални инвестиции или пред се во изградба на проекти кои што ги бараа жителите на општина Карбинци. Овде фокусот ќе го ставам на она што ние го ставивме, односно фокусот, а тоа е патната инфраструктура, каде што изградивме над или реконструиравме над 5 километри улици во населените места во општина Карвинци. Она што исто така е значително важно, а беше генерален проблем на повеќе населени места е водоснабдувањето на територија на општина Карвинци, каде што реализираме веќе во завршна фаза проект од 42 милиона денара, каде што во 8 населени места практично ќе го решиме проблемот со водоснабдување или ќе изградиме некаде околу 18 километри цевководи, со што понатаму ќе се поврзиме со новата филтер станица и хидросистемот Злетовица. Ова е еден од големите проблеми кој што ќе биде решен во изминатиот период. Имено го завршивме и проектот кој што го започнавме, а тоа е водоснабдување во Плачковичкиот регион, каде што исто така опфаќаме 5 населени места во тој дел. Реализиравме програм по програмата, проектот по програмата од ТАФ во вредност од 24 милиони денари. Така да, безброј проекти кои што навистина
ќе го подобрат животот на граѓаните. Овде да споменам, како што спомена и ти Димса, проектот кој што го добивме со, би рекол, со судни маки од државата, а тоа е реконструкцијата на мостот кај село Долни Балван, кој што навистина неочекувано, непланирано се случи да биде оштетен во текот на изминатата година, така да успеавме дел од средствата да обезбедиме или некаде 60% од средствата, другото ќе биде кофинансирано од општина Карвинци во вредност од 8.900.000 денари, каде што веќе и тој проект е во завршна фаза. За неполна година успеавме да изработиме проект, да обезбедиме средства и да го реализираме до крајот на оваа календарска година. Овде само да напоменам дека воведовме неколку нови мерки во однос на најмладите. За секоја новозапишано праводеленче обезбедивме 3.000 денари како помош на семејството. За секој новозапишан средношколец во прва година средно училиште исто така 3.000 денари обезбедивме како помош, и за секој запишан бруцош на прва година на државните универзитети во нашата земја исто така по 3.000 денари како стимул за и поддршка за понатаму. Овде училиштето доживеа на генерална реформа, основното училиште во општина Карвинци, каде што набавивме од прво до пето одделение ги брендиравме, односно ги набавивме оние униформи кои што ќе го одликуваат нашето училиште, бесплатни униформи за секој ученик, така што многу реформи воведовме, многу проекти се реализираа. Да не одземам повеќе време на останатите колеги, граѓаните на крајот ќе го кажат своето задоволство или можеби незадоволство од секој од нас. Но генерално сметам дека одлична прва година со тенденција да се поправиме, односно да продолжиме во посилно темпо и понатаму. Благодарам. Ангелов, Чешино Облешево. Благодарам. Како што спомнав и преска во излагањето, значи воопшто не е лесно да се работи со блокирана сметка и извршна клаузула и низа подпишани динамични планови за исплати и во судски спогодби, се со цел само за да не ни се трупаат некои нови камати. Меѓутоа, ние и покрај тоа што трошевме доста енергија и време околу изнаоѓањето на начин за кој можеме да се справиме околу истата ситуација, веднаш со настапувањето на новиот тим, вклучувајќи заедно со мене, веднаш настапиме кон санација и реализација на проблеми со кои се соочува граѓаните, а тоа се однесува на асфалтирање на улици. Значи, ние успевавме и покрај сите тие долгови да асфалтираме 4 улици, една поголема улица, тоест најдовме буливарско решение во едно поголемо населено место, тоа е Чешиново, на кое исто и така и поставивме сообраќајна сигнализација. Пристапивме кон чистење на диви депонии, во исто време детектиравме проблем дека општината се соочува со недостаток на транспортни возила за цврст отпад. Набавивме ново возило во вредност од 1.700.000 денари за помалите улици, за да можеме да ги сервисираме, да задиме полесен пристап кон нив. Акцент ставивме кон изработка на техничко-планска документација. Јас не наследив во делот на готова планска документација не наследив никаков квалитетен проект. Значи, ние моравме да се фокусираме за да можеме утре во иднина, тоест ако сакаме да реализираме некој проект, значи базата е од квалитетен проект. Исто така пристапаме кон изготвување на урбанистички плански проекти во сите населени места, пошто кај нас е малку хендикеп околу тоа, само две населени места го има истиот, а напоредно со тоа сме во фаза на изготвување и на урбанистичка планска документација во населени места, за да можеме комунална супраструктура, за да можеме да ги искористиме обновливите извори на енергија. Тоа е фокусот кај нас. Сега ние се надеваме дека во иднина малце ќе ги намалиме тие трошоци кои ни се надвиснати над самата општина, и дека ќе можеме да бидеме во следната фискална година малку поликвидни, за да можеме да се вклопиме во некоја си пристојно работење. Благодарам, Ангелов. Петков.
реформите во Виница, проектите? Во првата година од нашиот мандат реализиравме голем број на проекти буквално од сите области. Значи, од комунална и сообраќајна инфраструктура, проекти за заштита на животна средина, проекти од областа на културата, спортот и образованието, од областа на противпожарната заштита, како и поддршка на граѓани и невладини организации. Од областа на сообраќајната инфраструктура имаме реализирано изградба на улици и реконструкција на улици во Виница и населените места. Тоа е изградба на улица во село Градец и реконструкција на 2 улици во градот Виница. Имаме склучен договор за поплочување на улици и тротоари во Виница и населените места во вредност од 4,5 милиони денари и веќе е завршена реконструкција на тротоари на 2 улици во Виница, во село Јакимово и поплочување на улица во село Истивања, додека во наредниот период ќе продолжиме со поплочување на улици во село Истивања и другите населени места. Исто така имаме изготвено комплетно техничка документација за изградба и реконструкција на 3 улици во Виница и 4 улици по населените места, додека во фаза на реализација е изработка на техничка документација за поплочување, за изградба и реконструкција на 5 улици во градот Виница и 3 улици во населените места. Во делот на водоводната и канализационата мрежа имаме реализирано проекти и тоа доградба на филтер станицата за вода во Виница, потоа реконструкција на водоводната мрежа во село Блатец, реконструкција на водоводната мрежа на 3 улици во Виница, додека во наредниот период планираме да се изврши реконструкција на водоводната мрежа уште на 3 улици во Виница, за кои што веќе имаме обезбедено финансиски средства. Во делот на проектите за заштита на животна средина имаме реализирано дорегулација на речното корито на Градечка река и санација на депонијата кај село Лески, која што за прв пат е третирана на природен начин. Извршено е комплетно чистење и дислокација на депонијата кај село Блатец, додека во наредниот период ќе продолжи дислокација и другите диви депонии на територијата на општина Виница. Во делот на противпожарната заштита, после подолг временски период, обезбедивме донација на современо противпожарно возило, додека во преговори сме за донација и на современо навално возило, со што ќе се комплетира возниот парк на територијалната противпожарна единица во Виница. Исто така, особено внимание посветуваме на урбанизмот и досега забрзавме постапката за веќе започнатите урбанистички планови, додека имаме започната постапка за изработка на детални урбанистички планови во градот Виница и урбанистички планови за селата Истивања, Блатец, Трстино, Лаки, Лески и Градец. И исто така имаме започнала постапка за изработка на урбанистички план во населено место за изградба на индустријска зона за мало стопанство. Исто така од областта на образованието имам реализирани проекти, реконструкција и опремување на сензорна соба во детската градинка Гоце Делчев. Исто така имаме реконструкција и опремување на средното општинско училиште и основните училишта на територијата на општина Виница. Исто така имаме изработено и голем број на проектни документации со кои што планираме да аплицираме до домашни меѓународни фондови. Значи, тоа е техничка документација за реконструкција на градскиот стадион и осветливање на градскиот парк, а во текна реализација и изработка на техничка документација за реконструкција на главниот колектор за фекална канализација и поврзување на канализацијата во Виница и селата Истивања, Јакимово, Градец и Лески на пречистителна станица за отпадни води во село Виница. Исто така имаме изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на нефреквентните сообраќајници во градот Виница. Потоа имаме техничка документација за регулација на кајанешки дол во село Истивања, за изградба на пречистителна станица за отпадни води во село Блатец и определување на заштитни зони околу водоснабдителни системи во село Блатец. Исто така посветуваме големо внимание на културата и спортот. Од буџетот на општина Виница имаме обезбедено средства по поддршка на
меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо, потоа за фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас, потоа подршка за празникот на градот Павловден, како и за ослободувањето на градот Виница 30 јавни, како и подршка на други културни друштва. Во делот на спортот исто така имаме ова година од буџетот на општина Виница има одвоено средства во износ од 3,5 милиони денари за подршка на фудбалскиот клуб Слога, потоа за Чупино трейл, за организација на меѓународни планински трки и за младите кикбоксери од клубот Лидер Дуке, кои што постојано освојуваат награди на домашни и меѓународни натпревари. Петков, очигледно во сите сфери добро сте покриле да отпочнете со реализација на проектите. На самиот крај, господин Спасовски, дали вие имате нешто да додадете во однос на идни проекти кои што ќе ги реализирате или кои што во моментов сте ги реализирале? Благодарам на прашањето. Во овие 365 дена ние започнавме 11 големи проекти, од кои завршивме 10. И тоа 6 проекти во патната инфраструктура, 3 проекти канализација и водовод и 2 проекти во 2 основни училишта. Реконструкција, значи едното во село Радибош не е реконструирано од како е изградено од 1940 година, сега е направено како ново. Во село Герман училиштето е кровната конструкција заменета и некои мали санации внатре. Во патната инфраструктура имаме вложено околу 17 милиони денари. Во училиштата околу 7 милиони денари и во канализација и водовод над 35 милиони денари, од кои водоводната мрежа во село Псача уште не ни е завршен, али е при крај и е над 30 милиони денари. Создаваме нова иднина во општина Ранковци. Во овие 365 дена од капитални проекти инвестиравме над 60 милиони денари. Изградивме околу 3000 метри локални патишта, околу 2160 метри фекална канализација, а се гради нели големиот водовод. Следни проекти имаме обезбедено 4 милиони денари за изградба на улица во село Ранковци, 10-так млин, во должина од 700 метри. Поставување на фотоволтаични панели на општински објекти, ќе инвестираме во поекономично решение за улично осветлување, изработка на техничка документација и изработка на урбанистички планови, со завршените и тековните проекти во општина Ранковци ги подобруваме условите за живот на моите сограѓани. Ќе покажеме и докажеме дека нашите проекти се проекти што носат иднина. Добро, благодарам Спасовски. Единствено, од самиот почеток, од првото прашање што можев да заклучам, буквално во сите општини буџетите биле, со исклучоци нормално, биле потрошени, задолжени биле општините, а немало реализација на ниту еден проект, што очигледно парите завршиле во нечии џебови. Драго ми е што може да чујам дека прилично сериозна бројка на проекти имате реализирано и дека држите до својата програма. Очекувам пред завршувањето на вашите мандати програмите да бидат реализирани, но и многу повеќе од самите тие испишани програми. Би се заблагодарил на оваа панел дискусија, на вам учесниците и би посакал успешна работа и во идниот период. Благодарам.